Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божи збор, така што ова видливото произлегло од невидливото. Преку зборот на Господ беа создадени небесата и преку здивот од устата Негова сета војска нивна, зашто Тој рече и тие се создадоа. Изборот беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што се создаде. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и празна. Темнина беше над лицето над бездната. И Божиот дух лебдеше над лицето над водите. И Бог рече: нека биде светлина. И настана светлина. Бог виде дека светлината е нешто добро. И ја раздвои светлината од темнината. Бог светлината ја нарече ден, а темнината ја нарече ноќ. Настапи вечер и настапи утро, прв ден. Потоа Бог рече: нека има свод среде водата и тој да разделува вода од вода. И создаде Бог свод и ја одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. Така и стана. И сводот Бог го нарече небо.
настапи вечер, и настапи утро, втор ден. Потоа Бог рече: нека се соберат на едно место водите што се под небото. И нека се појави копно. И стана така. Копното Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориње. И виде Бог дека тоа е добро. Потоа Бог рече: нека од земјата прорати зеленило, билки што даваат семе, и овошни дрвја според својата врста, кои ќе имаат во себе семе и ќе даваат плод. И стана така. Земјата прорати од себе зеленило, билки што даваат семе според својата врста, а и дрвја што раѓаат плод, чие семе е според нивниот вид. И Бог виде дека тоа е добро, и настапи вечер, и настапи утро, трет ден. Потоа Бог рече: нека се појават светила на небесниот свод, за да го делат денот од ноќта. И да служат за знаци, и за времења, и за деновите, и за годините. И нека бидат тие светилници на небескиот свод, за да ја осветлуваат земјата. И стана така. И Бог создаде две големи светила. Поголемото светило да управува со денот, а помалото светило да управува со ноќта. Тој исто така ги создаде и звездите и ги постави Бог на небескиот свод, за да ја осветлуваат земјата и да управуваат со денот и ноќта и да ја оделуваат светлината од темнината.
Бог виде дека тоа е добро. Настапи вечер и настапи утро, четврти ден. Потоа Бог рече: нека во водите се раздвижат живи суштества, кои во себе имаат живот. А птиците нека летаат над земјата, над отвореното небеско пространство. И Бог создаде големи риби и секако вид живи суштества што живеат во водата, според нивниот род. Исто така и секако вид крилести птици, според нивниот вид. И виде Бог дека тоа е добро. И ги благослови Бог, велејки им: плодете се и множете се, и исполнете ги морските води, и птиците нека се размножуваат на земјата. Настапи вечер и настапи утро, пети ден. Повторно Бог рече: нека земјата произведе од себе разновидни живи суштества, добиток, лазачи кои се движат по земјата, и земни животни, секој според својата врста. И стана така. И Бог создаде земни животни според нивниот вид и добиток според нивниот вид.
секакви гадинки што ползат по земјата според нивната врста. Виде дека тоа е добро. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашиот лик. И Бог го обликува човекот од земниот прав. И му дувна во лицето животен здив. И така, човекот стана жива душа. Потоа Бог рече, нека човекот биде господар над морските риби и над небеските птици, и над добитокот, и над целата земја, и над сите гадинки што лазат по земјата. И така Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде. Машко и женско ги создаде. И Бог ги благослови и им рече, плодете се и множете се и наполнете ја земјата и господарете над неја и имајте власт над морските риби и над небеските птици и над секое живо суштество што лази по земјата. Потоа Бог рече, еве, ви ги давам сите билки што даваат семе по целата земја и секое плодоносно дрво што во себе го носи своето семе според својот вид. Тоа нека ви биде храна, а на сите земни животни и на сите небески птици и на се што се движи по земјата, во која има
звездит на животот. Им ги дадов сите требни растенија за храна. Така и стана. И Бог погледна се што створи и виде дека е многу добро. И дојде вечер и настапи утро, 6-ти ден. Така се завршија небото и земјата и сето нивно војнство. 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи. И се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги создаде. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во тој ден се одмори од сите своји дела што ги направи и создаде.